Во изминатава недела сведоци сме дека власта предводена од Заев, Спасовски, Димитров и Читиневска се обидува да го релативизира документот на Бугарија, кој стана составен дел на одлуката на Европскиот совет за Македонија. А со кој документ директно се подриваат темелите на македонската држава, тоа е македонскиот јазик, македонската историја и македонскиот народ. Тоа релативизирање има за цел да го стави проблемот под тепих, да ја стави главата во песок и сите да се однесуваат како да не постои. Па дури имаше изјави во таа насока дека најдобро било да се игнорира. Да се игнорира, но прашање до кога? Веројатно до јуни и следниот состанок на Европскиот совет, која ќе биде усогласена преговарачката рамка за пристапни преговори со Македонија и овие услови ќе станат официјален дел од барањата на Европската унија во преговорите за членство, што ќе значи дека нема да може Македонија да стане член на Европската унија, се додека не се откаже од македонскиот јазик, македонскиот народ и македонската историја. Доколку ова се случи, последиците се трајни и ќе ги врзат рацете на следните генерации, за да не можат многу да направат. Ова да го променат. Не знам дали е свесен Заев и разбира дека последиците од неговите одлуки и националните катастрофи кои следуваат после нив се децениски. Тој гледа се спаси од одговорност за криминалот, а може би од некоја уцена за која јавно го прашав дали ја има, ама еве одбра да молчи. Ама тие негови одлуки ја загрозуваат иднината на македонскиот народ. Тоа мора да се каже јасно и денес, додека не е предосна. За неколку месеци веќе може да е предосна. Затоа денес повикувам на разум и државнички однос кон овој проблем. Повикувам на овој проблем да се пристапи многу одговорно. Потребен ни е заеднички одговор. Потребно е да се изгради заедничка позиција која ќе биде достоен одговор на обидите за бришење на македонскиот јазик и народ. Таа позиција треба да е изградена во согласност помеѓу сите клучни политички и општествени фактори, а истата да ја одразува сегашната состојба и да е обврзувачка за сегашната и за секоја една влада. Исто така, нас како држава, итно ни е неопходно да создадеме заеднички усогласена надворешна политика како и стратегија за национална безбедност. Овие два документи треба да се прифатени од сите политички партии и да бидат основа на работата на секој еден министер за надворешни работи, министер за внатрешни работи и министер за одбрана, како и директорите на безбедносните агенции, без разлика од која политичка партија се и без разлика во која влада понатака би биле именувани. Би сакал да ја потсетам јавноста дека ова го предложи председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски минатата година, веднаш по декларацијата на Собранието на Бугарија. Овој документ во ЕУ е само продолжение на таа декларација. Тогаш одговор немаше. Денес се надевам дека СДСМ ќе се надмине себе и ќе го прифати ова. Затоа, ВМРО-ДПМН предлага на престојната лидерска средба покрај за состојбата со здравствената и економска криза како приоритет број 1 во моментов, да се разговара и усогласи заедничка стратегија и документ како одговор на условувањето на Бугарија, како и поставување на основи за заеднички усогласена надворешна политика како и стратегија за национална безбедност, кои ќе бидат документи од долготраен карактер и ќе бидат обврзни за сите идни влади. Да го направиме тоа додека не е предосна. Сигурен сум дека една заеднички изградена позиција од сите релевантни политички и општествени фактори ќе биде позитивно прифатена и од Европската унија, како и од нашите соседи. Истата мора да е плод и на широк општествен консензус и консултации со релевантни научни институции од областа на македонскиот јазик, македонскиот народ и историја, понатака интелектуалци и институции кои својот научен и општествен труд го посветили на овие прашања. Заеднички усогласената позиција треба да ги отсликува одредбите во Уставот на Република Македонија, основните постулати на кои се заснова Европската унија, основните документи на Советот на Европа и на ОПСЕ, како и одлуките на Европскиот суд за човекови права во Страсбур.
Се надеваме дека ЗАЕФ и СДСМ и останатите релевантни политички партии позитивно ќе одговорат на овој предлог на ВМРО-ДПМН кој е во интерес на Македонија и македонскиот народ. Благодарам, повелете дали има прашање. На Канал 5 се вели вака: СДСМ настојува за свикување на собранието, а од ДУИ и од председателот на собранието Џафери се уште нема одговор на барањата на владеачката партија. Сте разговарале ли со представници од ДУИ за ова прашање? Веќе се споменуваат и датуми за одржување на изборите и имате ли изграден партиски став за овие две прашања во пресрет на најавената лидерска средба? Приоритет број 1 во моментов е заштита на здравјето на граѓаните. Приоритет број 2 е заздравување на македонската економија, односно прво соочување со големата економска криза, а потоа и заздравување на истата. Нас ни е жал што СДСМ не го прифати нашиот повик за лидерска средба и се кусогледи. Мислам дека во моментов не сваќаат колку голем проблем пред Македонија надвиснат и здравствен и економски, и тоа е основниот приоритет зашто треба да има лидерска средба. Втората причина ја кажав денес, тоа е заеднички усогласен одговор и стратегија во однос на условувањата на Бугарија за почеток на преговори за членство во Европската унија. Ова се доволни два поводи за политичките лидери да дискутираат и да усогласат ставови. Во однос на избори, кажав и пред неколку дена, кажа и председателот на партијата, не се во првите три приоритети на партијата и на вистина е нечовечки и дегутантно ова што го прави СДСМ во услови кога секој ден имаме нови болни од коронавирус, во услови кога секој ден семејства во Македонија ги губат своите најблиски во битка со вирусот, да се зборува за избори, за датум за избори. Мислам дека прво е непристојно, а потоа е нечовечки и на вистина ми е згадено да дискутирам за оваа тема. Благодарам.